Почитувани, продолжуваме со третиот гостин во денешното студио 10. Тој е професор доктор Трајан Гоцевски, сега во пензија, но секогаш актуелен со случувањата и со своите придобивки врз основа на своето знаење и искуство, што ги дава за подобрување на некои сегменти од македонското општество. Професоре Гоцевски, благодарам што сте дел од ова издание на студио 10 и што ја прифативте поканата. Ви благодарам и на вас што ја поканивте, затоа што се случува денеска баш се случува една доста значаен самит, тоа е НАТО кој одбележува 80 години. Ние 5 години, сега 6-та година сме во НАТО и мислам дека за Македонија тоа е еден од можеби најголемите исчекори во безбедносната стабилизација како држава. Така. И кој што може да смета на својата безбедност бидејќи станува збор и е дел од својот долго време зборувавме подобро е да си на масата отколку на менито, во однос на НАТО доживеавме да бидеме дел на масата и дел од соучесниците, мислам, таму на заедно со своите партнери да донесуваме, да учествуваме во градењето на одлуките. Професоре Гоцевски, цел професионален век го посветивте на одбраната, на градење подобри одбранбени капацитети. Тука да донесовте книга, 5-та поред, инаку ќе биде 600 книжие, 6 тома, Македонски безбедносни лавиринти. Трајан Гоцевски и Свето Стаменов, мојот колега од Македонско радио, учествувало во тоа. Што содржи оваа книга, зошто е добро секој да ја отвори, да ја прочита, да ја има? Па видете, во основа тоа е една серија, на 6 книги. Во неја се поместени некаде околу 120 интервјуа кои што ги имам јас давано на Македонското радио. Тие сите се симнати, нели, едно е да зборувате во етерот, друго е тоа да се на хартија да се стави така, да. По совети од многу луѓе и од Македонија, од ова област, но и од странство, многу амбасадори, многу луѓе кои представувале во Македонија, многу професори, да речеме, од Љубљанскиот универзитет, од Софискиот, од Белградскиот и така натаму. Во основа ме охрабрија дека тоа представува една историска читанка за нашите, ако можам така да кажам, патеки кои ги изводивме овие 30 и неколку години како независна и самостојна држава. И така да тие 120 интервјуа, се претворени во текст и пред непол месец излезе 5-та книга и сега во подготовки е 6-та и фактички тоа е тој историјат, затоа се вика Македонски безбедносни лавиринти, од основањето на независна Македонија до формирањето на нашата... Вие бевте министер за одбрана во тој период, така на почетоците. Да, формиравме армијата и од тогаш, до заклучно со Минхенската конференција која се одржа пред ова. Сите клучни настани поврзани со безбедноста, со политичките случувања и така натаму со нашата држава Македонија, во основа тука ќе може да се најдат и да се прочитаат и да се видат и нешто и да се научи, зошто да не. Професоре, еве вчера почна самитот на НАТО. Сакав да ве прашам, дали Македонија излезе од безбедносниот лавиринт или се уште е во него? Не сме излезени се уште, затоа што ние во основа кога Република Македонија ја прогласи својата независност, нели после донесувањето на уставот на 17 ноември 1991 година, ние тргнавме низ тие безбедносни лавиринти и тие трајат до денеска. Тогаш поставивме 4 стратешки правци или коридори по кои треба да се движиме, за да можеме да ја етаблираме Република Македонија како модерна, европска, развиена, стабилна, безбедна држава на подолга патека, но на немирниот Балкан. И тогаш беше дека Македонија прво мора се зачлени во Обединетите нации, бидејќи без тоа не може да кажете дека сте независна држава. Таа стратешка цел ја остваривме. Втората беше членство во НАТО. Таа, цел ја остваривме на 27 март пред 5 години, тоа е 20-та година, да не погрешам датата. И третата е за членување во Европската Унија, кое што е 20-21 година се движиме по тој коридор, ние ги исполнуваме критериумите кои нам ни се наметнуваат, баре така од наша перцепција, од наша гледна точка, тоа е така, но секој пат наидуваме на одредени препреки, фактички тоа е дел од тие лавиринти, каде што ние кога помислуваме дека ги завршивме работите, сепак се јавува нова пречка. Еве само ќе кажам еден пример. 22-та година,
кога нам ни беше дозволено да го направиме скрининг процесот, тој е направен најбрзо од сите досегашни зачленување на државите во Европската Унија. Нашиот стручен тим кој го води господинот Тилев, кој е исклучително навлезен во таа проблематика, и Европската Унија кажа дека апсолутно се постигнати сите критериуми неминовни да се отворат поглавјата, и вие знаете што се случи, по неколку дена дојде тој студен туш, каде што со тоа неславно вето, дали од Европската Унија, дали од Бугарија и така натаму, тоа историјата ќе покаже кој, но Македонија во основа повторно се најде во една ситуација каде што бара начини да го види светлото на крајот на денот, за да стане дел од семејството на држави членки на Европската Унија, што е многу битно за нас пак од економски, социјален и друг дел. И четвртата цел која е поставена тогаш беше стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави, партнерство прво а од 2008 после Букурешт, кога доживеавме и таму исто сличен удар како што сега го доживуваме со Европската Унија, значи тоа е Соединетите Американски држави како што застанаа и 1991 и 1992 година зад нас, значи пак застанаа со тој и сепак тоа стратешко партнерство нам не ги подобри позициите и до ден денеска тоа исто така придонесува, не велам дека тоа е клучно, бидејќи клучни се односите кај нас во самата држава, но придонесува сепак Република Македонија да може да обстанува во овој повторно велам немирен Балкан, а во една поширока смисла нестабилизирана југоисточна Европа, која што исто така и Европската Унија на некој начин ја влече во една друга насока, не стратегиска, како они што велат, проширувањето е стратегиско прашање, но влечат на една страна измислувајќи дополнителни критериуми, зголемувајќи го евроскептицизмот во тие држави, како што и ке нас и пошироко на Балканот, не го затвараат босанското прашање, не го затвараат косовското прашање. Така, има овде уште неколку прашања што треба да бидат додефинирани, како тоа одговлекување на Европската Унија исто ствара големи проблеми и тука у тие лавиринти се уште не сме излезе од тој дел. Соединетите Американски држави уред. И сега, ако сакате само за нашата јавност, иако тоа можеби и не е многу пристојно, јас обично не зборувам за некои придонеси, секој тоа е придонело државното раководство на Македонија. Меѓутоа, сакам да ви кажам една работа за нашата јавност, која што во принцип често пати датите не зависи од тоа кој ги пишува и како ги пишува, не ги кажуваме како што треба. Значи, Република Македонија на 18 мај 1992 година, после кога ги имавме, значи, проблемите со името, значи набрзо беше Лисабонската декларација, се сеќавате во јуни, меѓутоа ние знаевме за тоа, бидејќи веќе тоа ни беше кажано, на претседателот му беше кажано дека сменете го името, нема проблем, не го менувате името, значи од тоа нема ни името и така натаму. Но во тој период кога дебатиравме како на долга патека да ја стабилизираме државата, значи имаше реферирање од еден широк круг на политичари, генерали, интелектуалци од Македонија. Јас бев министер тогаш, јас имав задача да проучам можноста за неутрален статус, додека не примаат во НАТО, и втората беше НАТО и например Соединетите Американски држави да дојдеме до некаков договор. Тој предлог беше прифатен и фактички првиот предлог за наше покажување интерес за членство во НАТО е донесено на 11 значи мај 1992 година од Совето за безбедност на Република Македонија, со која претседаваше претседателот Глигоров. И сега има уште еден момент кој сакам да го спомнам, оти до денеска е тоа една константа во нашата политика за национална безбедност и константа за нашата стабилност. Кога на Совето се заклучи тоа, претседателот Глигоров да оди во Соединетите Американски држави, Весчини Бейкер беше тогаш министер за надворешни работи, да го информира за нашите идеи и да побара на некој начин да бидеме поддржани од Соединетите Американски држави како водечка држава во НАТО за членство во НАТО. Јас пак бев задолжен да информирам двајца дипломати од Соединетите Американски држави. Едниот се викаше Ричард, другата беше дама, беше Каролин се викаше, и сега се сеќавам. И во тие разговори
тие не охрабрија дека треба да одиме натаму, се подготвуваше на средбата на председателот за одење во ова и тогаш во една дебата повторно во која и јас учествував, дискутиравме, мојата идеја беше и ние треба нешто да понудиме. Ние мора да сватиме дека геополитичките односи и односите на меѓународен план во основа се интереси. Мора нешто да понудите. Тогаш, бидејќи беше многу скоро примопредавањето на Југословенската армија на имотот кон нас и полигонот Криволак, кога го примивме, јас дотогаш го познавав, така да речам, ама бегло бидејќи тамо беше доста затворен, тој никој не можеше да влезе и така натаму, но тоа не е битно. Видов еден огромен потенцијал кој е голем за Македонија, кој е, да речем, голем за регионот, како капацитет. И тогаш во таа дебата јас му кажав на председателот, бидејќи сепак тој е главен, дајте ние тој полигон да го понудиме за една поширока употреба, бидејќи нашата армија не можеше ни да го одржува, ни со него да речем работи и така се сложи, ние направивме една елаборат, значи за тоа што располага, која површина, која инфраструктура натаму од него има, до него која инфраструктура и така натаму. И тогаш отидовме заедно со генералот Митра Австрски, кој беше началник на генералштабот и полковник Борче се викаше Никодимовски, кој беше на таа градежна управа, тој пак подлогата ја правеше и таа подлога, значи, ја представивме на председателот на државата, тој се сложи и патувањето во Соединетите Американски држави го искористи да, значи, Криволак е понуден 92 година точно. И сакам да кажам, од тогаш до денеска и Соединетите Американски држави и НАТО многу вложија таму, денеска тоа е еден исто така многу современ објект и тој придонесува многу за стабилноста на Македонија. Може би некоја страна ќе рече дека јас не ги разбирам работите што тоа значи, меѓутоа ви видовте пред 2 недели или нема 2 недели. Таму имаше голема вежба меѓународна така. Најголемата вежба со над 2000 припадници на војската, со воздухоплови, со други работи. Тоа дава, значи, голем сигнал за сите околу нас, дека сепак ние сме точка која не е баш така едноставно некој да ја стабилизира. Значи, пораките се многу важни, присуството на тие ресурси се важни и сакам да кажам, континуитетот до денеска остана. Така, тоа е убаво кога нешто останува и кога е во трајна вредност, ете и па и да го споделите со вашите партнери во иднина што се вели. Професоре, еве, денеска се случува втор ден од самитот на НАТО, кој што треба да донесе одлука за покачување на нели секоја земја да придонесува за јакнење на одбраната на НАТО со зголемување на своето одвојување нели од буџетите, од сопствените буџети за средства што ќе се влеат во НАТО. Меѓутоа со тие средства за 5% станува зборот GDP-то, не се мали пари за земја како нашата сиромашна и тоа се огромни земји, меѓутоа на тој начин претпоставам дека и ние на некој начин ќе ја модернизираме нашата армија. Има ли потреба од модернизација на нашата армија, особено во вакви модерни услови на војување сега кога и вештачката интелигенција си зема свое, сега со дронови се војува, можеби не со класично оружје и така. Значи, на првото прашање околу идејата за одвојување многу пари, нели, за одбраната или повеќе пари, јас зборував јавно неколку пати дека состојбата е таква, која што наметнува да се подобрат капацитетите или одбранбените способности на сите држави, особено на членките во целина, затоа што има реална закана, така се оценува, еве и денеска веќе НАТО заклучува дека има долгорочна закана, да речеме, од Руската Федерација кон земјите членки на НАТО и дека треба да се вложува. И затоа интересно е, денеска нема се усвои стратешки концепт како досега на сите самити, кои што се јубилејни, но ќе се донесе план за одбрана на НАТО, а планот за одбрана во основа е многу попрактичен и многу поконкретен документ од концепт. Тоа значи дека таму ќе се предвидат, значи, човечки ресурси, материјално-технички ресурси, развојни капацитети, период до кога тој план треба да се, да речем, оспособи со тие работи и затоа се потребни други пари, повеќе пари. Сега, повеќе пари значи дека членките мора да учествуваат повеќе во буџетот на НАТО.
кога беше председател во првиот мандат господинот Доналд Трамп, тој тогаш притисна малку на Така, овие 5% се зборуваат долго време. 2% и пазете, до денеска не се исполнето, дури најголемите држави ги немаат исполнето. Ние веќе оваа година ние исполнивме 2, нешто. Да, ние сега сме 2 и нешто, до лани ние не бевме. Значи сега имаме нов притисок, така велат дека има притисок од Америка, меѓутоа мора да сватиме една работа. Пред да дојдам, проверував некои податоци, значи во моментот Америка, Соединетите американски држави учествува со покривање на 70% од трошоците на НАТО, а 30% сите останат. И да се разбереме сега, ние немаме аргументи да кажеме ние не можеме, вие и тоа сега америчката администрација или сите останати немаат доволно аргументи да кажат. Значи сега немаат аргументи и почнуваат дури да аплодираат сега на таа идеја, а што е проблемот? Значи, ако се гледа после Втората светска војна, значи Европа и големите држави на Европа, например, особено Германија и другите, тие економски зајакнаа на база на неколку параметри глобални. Едниот е што помалку издвојуваа за одбрана во таа евроатлантска безбедносна зона во која сега сме и ние, влегува во таа зона и формирањето на НАТО беше во таа смисла после Втората светска војна да стабилизира состојбата во Европа и пошироко. И пазете, бидејќи дури прочитав дека Соединетите американски држави во техниката и во технологијата некпати до 90% учествувале во финансирањето на НАТО, значи европските земји толку помалку издвојување и тие пари нормално ги насочувале или за економски развој, за социјални програми и така натаму, и тие стандардно си го подигале, а Соединетите американски држави плаќале, бидејќи сегашниот председател е сметкаџија и тој многу добро и го кажа. Втората работа е на која нивната економија, германската и другите, германската како локомотива, беше ефтиниот руски газ, енергенсите од Русија, не е само газот и други метали. Сега со војната историјата ќе каже кој е во право, кој не е, меѓутоа тој притисок што се правеше околу Русија, значи нив ге, јас исто никогаш не сум оправдал таа агресија, меѓутоа се случи и веројатно не може да биде, да речам, причините да се на едната страна. Значи има причини кои доведоа до една таква ситуација што не е добра, но ефтините енергенси на Европа и на Германија и на другите носички економии сега ги нема, плаќаат 3 до 4 пати поскапи енергенси и се доведе во една ситуација европската економија да заостанува, имаат веќе доста сериозни проблеми, но Соединетите американски држави тука кажаа до тука ние натаму не можеме да ги финансираме, бидејќи па тие имаат толку голем дефицит, тоа значи трошење на јавни пари, а немаат приходи, да мора да си го решаваат својот проблем. И третата работа е Кина. Долг период, значи големиот кинески пазар, ефтините производи, вие знаете и кај нас, сите и цела Европа беше преплавена со ефтини производи, ефтини сировини, ефтина работна рака. Па дури се искористи еден таков период, таа лакомус, тој кинескиот председател во една пригода рече дека лакомуста на западните инвеститори и ова ќе ги доведе во незгодна ситуација, и тоа се случи по 10 години, а тоа беше и фабриките ги пренесоа, огромни компании, клучни компании ги пренесоа фабриките во Кина. Во Кина, точно. И тој тогаш рече, тие не сваќаат дека ако на некој начин ги загрозат интересите на Кина, тие компании може да бидат национализирани, затоа што таа е голема држава и така натаму, и сега гледајте полека и тој пат сакаат да го затворат и едноставно сега нема алтернативи, нема толку голем пазар да го абсорбира тоа, нема толку ефтина енергија која може тоа да го, да речам, покрие, и исто така ефтини сировини, критични сировини пред се, и тоа влие сега и на другата индустрија околу индустриализацијата и технолошкото напредување. Значи, сето тоа е еден поширок пакет кој сега се испоставува како сметки и на Европската унија. И се испорачува точно, да. Така да тоа порано или покасно, и сега затоа велам, немаат аргументи и ви кажувам, тоа не е завршено уште, ама ќе го прифатат тоа за 5%. Сега, дали е тоа големо издавање, и ви рековте за нашата армија, да кажем. Така, и за нашата армија, викам, за модернизација може би ќе биде искористено, мислам. Имаме многу осцилации во финансирањето на армијата, тоа е една болка, бидејќи армијата во основа е формирана под моја раководство непосредно,
И ја следам до денеска армијата, колку можам и како член на Советот во 3 мандати сум бил член на Советот, и каде што најблиску и највеќе ја надбудував или ја покривав армијата како сектор. Значи, ние имаме многу осцилации, во некои периоди дури дојде во една ситуација да не може персоналот да биде опремен, да биде дотеран. Има многу меѓународни мисии кај што често пати ни помагаат други земји за да можеме да ги облечеме, вооружиме и така натаму. Тоа не е доблесно за една земја, а и не на Балканот. И според тоа сега тој курс се променет. Тој курс веќе да речам 5-6 години од после приемот на НАТО и пред приемот, ама од приемот на НАТО наваму станува една добра пракса. Ние сега имаме прв пат 10 годишен план за модернизација на нашата армија. Тој треба да се реализира до некаде 2037 година, не знам точно кој е, мислам така дека е. Таму се предвидени, значи годишно колку средства ќе се издвојуваат, за кои намени, сега тој, не сум јас војник, јас сум цивил. Така. Од ова они ги знаат подобро, но ќе се вложува и се вложува доста. Тука ни помагаат Соединетите американски држави во тој програм за стратешко партнерство. Ние добивме не ланска, прекланска година 134 милиона евра директна помош за модернизација на армијата. Так, да. За една држава како нашата и нашата армија, Тие значат многу, тоа се многу пари. Так, да. Продолжува таа соработка. Мислам дека ќе продолжи и понатаму. Ние остануваме добри, да речем, партнери во НАТО. Вие знаете дека Македонија и порано беше оценета како исклучително доверлив Така, благодарение партнер. на нашата армија ние влеговме во НАТО. Тие последователни акциони, планови за членство, нели што беа, армијата ги работеше. Да, јас во едно интервју за многу 18 август, одлично. тоа беше пред 5-6 години, некаде го има во тие книги, напишав дека армијата на Република Македонија дипломат од највисок ранг за Македонија. Така, и тоа го потврдувам што го велите вие. Да. Доверието околу нас и околу приемот во НАТО и околу некои други работи во основа го одработуваше нашата армија. Затоа не смееме да веќе осцилираме во тој план. Тоа ќе биде една динамика со години, тоа нема да биде наедно, што е невозможно. Точно. Ја и сега мислам дека, дури сум скептичен дека особено големите држави, сега наметнете во Германија досега трошеле ни 1% или 2%, сега на 5%, тоа се многу големи пари, да. И затоа ја и нова конференција поставената околу тоа стратешко позиционирање на Македонија кој зборував околу НАТО. Значи, НАТО сега има 3 работи, се наоѓа во 3 замки за него, реков народски кажано, не предизвици како што модерно кажуваме. Така ги кажуваме како предизвици, да. Значи, првата е сега треба они да се сложат за 5%, тоа се многу пари, многу голем товар за земјите членки и многу членки ќе поддржат, а му суштина ќе мислат дека тоа нема да го исполнат. Затоа што пак Европската унија паралелно се издвојува средства, Европската унија формира комесаријат за одбрана и има сега прв пат овој мандат сегашен на фон дер Лајен вториот, има комесар за одбрана. Тој уште не се појавува јавно, меѓутоа, за да може тој да функционира, вие знаете, тој треба сега да формира Европската унија армија. Според тоа сега, формирањето на армија на Европската унија станува многу голем, речам, залак за НАТО. И за НАТО и за ЕУ. Затоа што и за Европската унија 800 милиарди, 840 милиарди евра се во прашање. Значи, пари за наредните неколку години, тоа е многу голема пара, толку ќе бидат и кај НАТО или колку ќе бидат, не знам. Значи, тие пари, треба да ги дадат граѓаните, данекоплатците, а зборуваме за стагнација на економиите. Така е, за Германија дури рецесија се неува, да. Тоа што велам замка за НАТО е него прв го истрча сега НАТО да донесе таква одлука. А пазете, проблемот знаете кај се јавува. НАТО нема свој вооружени сили, НАТО нема армија. НАТО формира контингенти се базира на националните армии, да речеме, најмногу на американската. А сега Европската унија ако прави своја армија, најголем дел од земите се членки. Знаете дека Канада и Америка, не се другите се сите членки и на едната и на другата асоциација. И сега замислете кога ќе дојде Европската унија да тражи од, ние не сме членка, ама од членките, например, уште не знам колку они, мисчини имаат 3% од данокот на додадена вредност, од ДДВ-то 3% од секоја држава оди за Европската унија, за финансирање. Сега ќе речат, качете го ДДВ на 5%, да речеме.
И сега ако е 18 треба да оди 20 или не знам како. Вамо велиме до сега 2 одете на 5. Тоа кој ќе го ставите во буџетот, кој ќе го погледнат и во Европските парламент граѓани, и ова, точно, значи да. ќе стане, затоа викаме проблематично. За него е за НАТО, зошто прв фонд да одлучи, тоа малку ми беше, јас бидејќи најувам за НАТО, не требаше него да го истрачува, требаше да има заеднички некој договор меѓу двете. Ама ако гледате, Соединетите американски држави и уопшто Европската унија ја игнорираат. Според тоа Европската унија не е се уште во игра, во преговорите за ниедно суштинско прашање. Точно. И тука е еден од проблемите. За армијата е исто така проблем и има уште една работа, само да ја Така, спомнам. да, повели. Проблем е и околу таа крајна стратешка национална безбедност или заштита на кој ќе ја подпира Европската унија. Сега тоа е на нуклеарниот потенцијал на Соединетите американски држави. Соединетите американски држави се членки исто и на НАТО и тоа на некој начин функционира. Сега кога Европската унија ако прави, зборувам условно, армија, ако прави Безбедносни сили, така има веќе министерство за одбрана, треба тоа да прави планови, да формира сили и така натаму. Сега ќе се Америка вели сега и ту треба се донесе одлука. Сега и Европската унија на кого ќе се подпира сега? Ако е на арсеналот на Соединетите американски држави, тоа ќе чини. Америка веќе нема да дозволи тоа да биде. Досега беше тоа у суштина трошоци, тоа се огромни трошоци да се одржуваат стратешки бомбардери, стратешки ракети, интерконтинентални и така натаму. Во принцип армијата, да. Да, а сега, значи тоа тие ќе речат да, ако сакате, ама ќе платите. Тоа е нов предизвик е за европските држави. Второ, може да се подпира на Франција, бидејќи Франција е нуклеарна земја со нуклеарно оружје и Англија. Меѓутоа Англија пак не е членка на Европската унија. Сега Англија е повеќе поблиска е со Америка. Ако побараа заедно да бидат гаранти, тогаш и Англија ќе бара да си го тоа наплати. Според тоа значи повторно имаме сметка за Европската унија. И затоа викам сега едно такво време кое што бара многу пари, економиите се во стагнација, имаме социјалните случувања веќе се тука тамо чувствуваат не само кај нас, но и во Европската унија и пошироко и гледат и во другите земји, не само на европскиот континент, така да работите се доста усложнуваат. Професоре, ние го потрошивме нашето предвидено време, само накусок ќе прашам. Што ви говори тоа што Украина не се најде како тема на овој состанок на НАТО? Гледате да ви кажам, се најде тука е Зеленски. Прв беше на дискусиите тој и ова. Видете да ви кажам. Но нема да се носат некакви одлуки, нели? Нема да се носат, затоа гледате да ви кажам една работа. Значи, објективно земено. Јас пак ќе повторам, Украина ќе плати најголемиот цен, најголеми загуби има и Русија, ама и овие имат, не се криви, они се нападнати и така натаму, но ова што се случува тамо сега, усложнува на сите работиве. Едното е околу легитимноста на украинското раководство. Се отворија некои афери, ако читате странски, вие сигурно пратите дека има многу корупција сега тамо, дека оружје, пазете, кое оди за Украина се навоѓа по Африка и по други се препрода. Има многу работи кои и тоа постојано барање на нешто и уште една работа морам да кажам, нема самит и нема состанок кај што Зеленски не присуствува и прв дискутира како да е он првиот човек на Европската унија, на НАТО, на така, му се дава таква предност. Тој треба да добие помош, ама дури председател на Америка еднаш му кажа, уште Бајден кога беше председател на Америка, неколку пати дури тоа беше вака и во јавноста кажано, рече нека дојде да разговара, кажете му немој да бара, кај оди многу бара, веќе имаме проблем сите и во Европа имаат и ние во Америка имаме, бидејќи тој се испаѓа дека сите земји треба да помагат и така натаму. Сега. И уште бараше да го примаат во НАТО, тоа сакав да поентирам. Ако го примеа во НАТО, согласно член 5 од Вашингтонскиот договор, секоја членка на НАТО која е нападната, НАТО ја брани како колективен систем. Замислете, денеска да се случи да примаат Украина, следниот ден е војна меѓу НАТО... Може да се активира членот 5, нели? Нападот врз една членка се смета како напад врз директна војна меѓу Русија и НАТО. Тогаш веќе Русија по нивната доктрина има право да употребува и нуклеарно оружје, бидејќи процени дека е загрозена тотално.
И мислам дека има се уште има разум дека некои потези мора да се внимаваат што се прави. Професоре, ви благодарам за оваа поопсежна анализа. Навистина еве користеше и на денот кога НАТО го одржува свој вториот ден од самитот. Благодарност уште еднаш што некое следно гостување и благодарност за нашите почитувани гледачи што со внимание се надевам не гледа ова издание на Студио 10. Довидување. Ви благодарам и на вас за поканата.